Ново издание на Тренинг, добро вечер. Еден месец од смената во Белата куќа. Од првиот ден, Доналд Трамп промовира нова робусна американска политика на меѓународна сцена. По шок пораките за Европската унија почнува и рехабилитација на односите со Москва. Енергично воведуваат царински тарифи, со што сака да ја штити домашната економија. Започнуваат вртоглави промени на кои светот ќе треба да се адаптира. Трампизмот започнува со обликување на новиот светски поредок. Неизвестност дали тоа ќе значи преиспитување на системите за колективна безбедност. САД и Европската унија не градат заеднички вредности и поради егоизмот во Брисел. Доналд Трамп очигледно не трпи бавност и инертност. Москва и Вашингтон ќе се обидат да го вратат детантот, но со распределба на моќта на профитот. Крајот на војната во една голема дилема, но сега руинираната Украина покажува колку лесно жртвата во агресијата станува жртвеник во светот на милијардите. Безмилосрдно ќе се трампат суровините и териториите, како во Газа и Украина. САД е стратешки партнер на Македонија, благодарение на американците. Е сочуван самостојниот пат на државност, уште од 1992 година. Густината на посетите на премиерот Мицковски во Вашингтон е негова добра проценка да се чува ова партнерство. Соединените американски држави не може да бидат лобист за македонската интеграција во Европската унија. Тоа е прва сосема категорична и децидна порака на американската амбасадорка. Во ова издание на Тренинг ќе имате можност да следите тројца соговорници. Ајде што ќе гледате. Јас лично не сум поборник на такви идеи за целосно разрешување на било кое тело, не зборувам само на судскиот совет. Какви реформи се потребни во македонското правосудство? Какви реформи? Ајде, треба да се направат промени во процесните закони. И граѓанскиот, и кривичниот. Постапките ни траат долго. Знаете зошто траат исто така долго? Заради тоа што ваши суди со месеци па и со години држаа предмети во фиока. Апсолутно. Зборот ретардиран, што го потребија децата на Дарија, ја го слушам секојдневно меѓу нас. Мене ме болеше нормално. Ја плачев тогаш кога сватив дека што се случува со мојата керка, но таа прен заплака, после ја плачев. Она ме бришеше мене толзе, затоа што сватив кај се наоѓаме, кај живееме. Значи не постои грб кој што има што прикажува мултиетничката состојба во смисол на тоа дека треба да биде збирштина на символи. Македонскиот правосуден систем трн во око на владата, но и под меѓународна диоптрија подолг период. Со секоја промена на власта се најавуваат реформи, разрешувања, смени. Историската изјава на сега починатиот обвинител Прчевски. Јас сум веројатно последната будала што прифатила да биде државен јавен обвинител. Е актуелна веројатно и денес. По смената на Прчевски тогаш дојде Шврговски, него го наследи Зврлевски, кој беше сменет од владата предводена од СДСМ и ДУИ. Низа критики имаше и за работата на јавниот обвинител Љубомир Јовевски. Веројатно, истата судбина како и Прчевски ќе доживее и актуелниот државен јавен обвинител. Во ово издание на Тренинг соговорник ќе биде председателот на судскиот совет Александар Камбовски, поточно телото кое именува и разрешува суди, кој подолг период е во мета на критики од меѓународните партнери, но и од владеачката гарнитура. Господине Камбовски, дали сметате дека интерпелацијата за членовите на судскиот совет ќе даде ефект и конечно кај вас, како тело кое именува и разрешува суди, ќе проработи совеста и ќе сватите сериозноста на проблемот, особено што македонскиот правосуден систем подолг период нижи сериозни критики и можеби има најслаба доверба подолг период. Не би можел да се сложам со вашата констатација дека трпиме критики од сите страни. Точно е дека има критики кои што се засилени во последно време. Меѓутоа не можам да се сложам и дека и меѓународниот фактор е критичен спрема тоа што се прави во моментов во правосудниот систем. И самите
граѓани беа сведоци дека во неколку наврати баш спротивното, меѓународниот фактор даде поддршка на судскиот совет да работи согласно законите и даде поддршка на него како на независна власт, една од трите власти кои што нашиот устав ги препознава и на кои што се темели нашава демократија крајно. Бидејќи без поделба на власта, на законодавна, извршна и судска, без постоење на контрола и рамнотежа помеѓу овие три власти, не можеме ние да имаме демократија. Покрај ова, без владење на правото, исто така не можеме да имаме демократија. А се стремиме и сакаме сите да сме современо демократско општество, кое што, како еден од главните приоритети години уназад ни е за членување и во европското семејство. Како вие ги доживувате намерите на владата? Се заговараше распуштање на судскиот совет. Сега инициираат интерпелација за судиите кои беа избрани од страна на собранието. Така, тие не се судии што се избрани од собранието. Тие се истакнати правници кои што тројца од нив се избрани од самото собрание, двајца се избрани од собранието, меѓутоа се по предлог на преседателот на државата. Во повеќе наврати сум кажал дека здравата критика е добра. Треба да постои во државата, треба да се критикуваме, за да увидиме доколку нешто навистина сме погрешиле, тоа да го исправиме и во иднина да не ни се случуваат повторно и повторно исти грешки и пропусти. И исто и ова сум го кажал во повеќе наврати. Кога се критикуваат властите помеѓу себе, треба да се особено внимателни, да внимаваат на нивниот интегритет, никогаш да не забораваат дека судската власт е независна власт. Е независна власт која што е гарант на слободите и правата на граѓаните кои што живеат во оваа држава и дека е гарант на владењето на правото. Што е една битна алка и што е суштина во она што значи демократија и демократска држава. За какво владење на правото говорите кога имате доверба од 2%? Тоа е статистика. Значи, не сакам погрешно бидам сватена. Не дека ние сме задоволни од довербата која што имаме моментална. Меѓутоа, таа фамозна анкета која што беше се однесуваше на луѓе кои што целосно не веруваат на судството. Тоа беа 2%. Односно веруваат на судството. Меѓутоа имаме ние и понови анкети. Имаме една на Ири, а другата анкета не се сеќавам од кого беше, во кои што едната е со 19% на доверба, додека наредната 2024 ние стигнавме до 20 и кусур проценти доверба во правосудниот систем. И не може никогаш ние да очекуваме дека довербата ќе биде 100%. Две странки се секогаш во постапките во судовите. Едната странка секогаш нема да биде задоволна. Што е битно? Битно е судот да е непристрасен, судот да ги применува законите подеднакво спрема сите, без разлика на пол, вера, нација. Тоа е суштината, тоа е битното. И точно е, сме имали и многу медиумски експонирани случаеви. Некои на вистина треба да се критикува како се водила постапката, колку долго траела. Меѓутоа, не заборавајте дека ние од преку 1 милион случаи што се решаваат во државава, зборуваме само за некои си 10 на 15 случаи. И не може да кажеме дека на 1 милион решени 10 ако не се добри, дека не чини воопшто системот или дека треба системот да се менува. Дали очекувате, доколку собранието им изгласа интерпелација на членовите на судскиот совет, очекувате истите да си поднесат неотповикливи оставки? Тоа е личен чин, нивна лична одлука. Јас не можам нити да ги натерам да си поднесат оставка, ниту пак да ги охрабрувам да не поднесуваат оставка. Доколку тие чувствуваат, како што се напоменува, морална одговорност или чувствуваат дека
не одговориле на висината на задачата, претпоставувам ќе си поднесат оставки. Меѓутоа и обратно, доколку сметаат дека работеле како што треба, дека не направиле некои пропусти во нивната работа, тогаш не очекувам дека ќе си дадат оставки. Како гледате на мерата во еден период? Мицковски гласно зборуваше дека треба целосно да се распушти судскиот совет? Јас лично не сум поборник на такви идеи за целосно разрешување на било кое тело, не зборувам само за судскиот совет. Тие такви радикални или револуционерни мерки според мене не можат никогаш да донесат квалитет и не можат никогаш да донесат правилна реформа. Ние треба да си ги негуваме институциите, да ги унапредуваме. Тие постојат веќе години, не се млади институции. Треба да им овозможуваме да ги имаат сите потребни средства кои што им требаат да им ги ставиме на располагање за да дадат максимум во тоа што го имаат како задача, како обврска да го работат. Довербата на правосудството е на историско најниско ниво, тоа и го спомена во текот на разговор, што за жал не е новост. Сведоци сме на неефикасност на судскиот систем, што доведе до корупција, непотизам, неказнивост. Сметате ли дека дојде денот Д за конечна борба против корумпираните суди и обвинители? Денот Д е секогаш тука. Не е дека сега дошол, тој бил дојден и пред еден месец, и пред една година, и по една година ќе биде дојден. Што е битно? Битно е да се пријавуваат таквите судови. Никој не може да постапува, еве судскиот совет постапува по поднесени барања. Не може судскиот совет да знае дали некој судија е корумпиран или не. Тргнувам од претпоставка дека никој од нив не е корумпиран, така? За да се докаже спротивното, мора да се води некаква постапка, а таа постапка мора некој да иницира. Колку што може, судскиот совет прави контроли, ги посети прави по судовите. Меѓутоа, знаете, тоа е многу тешка борба и многу тешко се детектира. Поготово ако не сака никој од учесниците во таа некој си коруптивен настан да сподели и да пријави таков настан. Многу ретко тоа се случува. Имавме само, еве сега еден случај имавме скоро, знаете, со судија на Врховен суд. Експресно беше разрешен тој случај. И од страна на обвинителството, кое што се спогоди, и таа спогодба дојде во судот, кој што судот ја утврди дека е во рамките на законот, на условите, можностите што законот ги дава. Еве како за илустрација и податок, од 1998 година до денес, само 89 функционери биле поднесени кривични пријави, меѓу кои поранешни премиери, вице-премиери, министри, директори. Од 98 до денес, само 17 седнале на обвинителна клупа. Се плашите од власта? Има ли спрега меѓу извршната, судската и бизнес елита? Ние воопшто не се плашиме. Меѓутоа, ова ваша забелешка е повеќе за обвинителите. Судот без обвинение не може да постапува. Орган за прогон е обвинителот. Што правеле обвинителите во тие 20 години, што ми кажат? Тие се тие што треба да ги апсат корумпираните политичари, што треба да ги обвинуваат, за кои што треба да собираат докази, да спремат обвинение, да го поднесат во судот, тогаш е топката кај судот и судот одлучува. Значи, некој друг зател во сиве овие години, а не судот. Лошо е што кај нас секогаш кога ќе се каже суд, судство, се подразбира еден голем конгломерат. Тука сите го подразбираат и обвинителство, подразбираат и нотари, и извршители, подразбираат, не знам, и македонски пошти кои што вршат достава. Тие се дел од некој си судски систем, меѓутоа судство во државава е судовите, основен, апелационен, врховен и управните судови. Господин Камбовски, до кога јавноста ќе биде сведок на заслепена правда? Се додека во овие вредни професионалци и судии кои што работат макотрпно. Значи, ние имаме катастрофален проблем со кадар во судството.
Имаме судови кои што воопшто немаат судии. Се додека тие што го расипуваат таквиот имидж и таквиот интегритет на судиите не успеваме да ги детектираме и соодветно да реагираме на таквите појави, тоа ќе ни се случува. А верувајте, тоа се многу малку судии. Се обидувате како судии, говорам, да се иземете одговорноста, но кој е одговорен, например, за злоупотреба на мерка притвор, злоупотреба на амнестија, договор помеѓу судија, обвинител, договор за купување на слобода? Јас пак ќе речем, овие конкретни се тешки обвиненија. И се сериозни и се фрапантни доколку се случуваат. И може би се случуваат, не велам дека не. Кој пријавил? Никој не пријавува. Никој не пријавува. Знаете, лесно е да зборуваме, да кажуваме, да, има корупција, дека ова се случило. Зошто никој не пријавува, јас тоа не можам да го разберам. Како ќе постапи полиција, како ќе постапи обвинител, како ќе постапи судски совет ако никој не пријавува? Не можеме ние да бидеме 24 сати секаде и се да знаеме. Не можеме да знаеме. Има бројни случаи на непочитување на законите, недостаток на дисциплински постапки, потоа има проблем со нетранспарентноста. Како да се изврши ефикасна контрола кај делителите на правдата и обвинителите? Ако судскиот совет не дава резултати, советот на обвинители потврла, бидејќи така најчесто се тие критиките. Ајде вака да го поставиме прашањето. Од сите реформи кои што се прават во моментот во државата, судскиот совет е единствен кој што ги има завршено сите кои што биле содржани во препораките. Се е завршено страна на судскиот совет. Ние сме веќе компатибилни со Европската унија во нашиот дел. Не е завршено тоа што не зависи од нас. Таму каде што сме немале финансии и други работи кои што некои други власти во држава треба да си направат реформи во нивни делови, каде што се промена на закони, промена или доносење на нови закони, тоа не е наша надлежност. Тоа е надлежност на законодавната власт. Тоа што било во надлежност на судскиот совет, све е направено. Дали судскиот совет утврди одговорност кај судиката Даниела Алексовска-Стојановска за претходниот судски процес кој се водеше против 20-годишниот Бојан Јованов, кој ја усмрти на пешачки премен младата Зборувате за предметот што не за сообраќајната незгода, туку за предметот за судиката точно, која го водела. Формиравме комисија, комисијата го изготви извештајот. Ќе биде доставен до сите членови на советот на запознавање и истиот јавно, на јавна седница ќе биде разгледуван. И целата јавност ќе може да чуе и да слушне што детектира таа работна група, односно комисија која што изврши увид во предметот и изврши разговор со судијата. Зарем до сега немате детектирано слабости, пропусти во однос на овој случај и вашата колешка? Значи, јас лично тоа не го правев, имаше работна група. Не сте запознаени, не ве информирале членовите? Не ми информираа во смисла затоа што се уште го составува извештајот. Како е возможно судијата Енвер Беџити, кој е на американската црна листа, и ден денеска слободно да се шета, да дели правда, да води судски процеси? Тоа е пропуст кој што се влече. Се водат повеќе постапки во судскиот совет. Јас не знам веќе во колку наврати имам кажано и ми е навистина жал што не можам јавно да зборувам за постапките кои што се водат во судскиот совет, бидејќи тие се тајни. Заради заштита на интегритетот на определен судија против кој што се води некаква постапка. Зарем требаше Стеј департментот со прст да покаже дека суди, високи функционери се корумпирани, па за кај вас да проработи совеста? Како е возможно американците да детектираат корупција тука, а вие да не ја препознаете?
Видете сега, тие се располагаат... Ако велат американците дека доказите се обезбедени од тука. Точно. Точно. Баш ова што ви го кажував претходно. Како никој од обвинителство тоа не го утврдил. Како никој од МВР не го утврдил. Како никој од АНАБА, имаме мал милион такви агенции што се занимаваат со безбедносни прашања. Како никој од нив тоа не го утврди. И сега, судскиот совет, тоа, мислам, не е можно да го утврди. Ние сме колективен орган кој што одлучува за правата и обврските на судиите. Препознавате меѓусебно заштитништво помеѓу обвинители, МВР, осомничени лица? Сум немал лично такво искуство. Меѓутоа, тоа сакав уште еднаш да го напоменам. Не може стално за се да е крив судот или судскиот совет. Тука други некои имале пропусти големи. И ние добиваме од Стејт департмент некои си информации до кои што тие дошле. Прашањето зошто нашиве служби не дошле до тие информации. Тоа е клучното прашање. А не зошто судскиот совет, како да дојде судскиот совет. На кој начин ќе дојде судскиот совет? Господин Камбовски, поранешните председателки на судскиот совет, Црвенковска и Дамева, обвинува за политички бизнис влијанија. Зошто никој досега не го истражи овој случај? Никој не ги повика да ги прашат кој се тоа ги викал нив и им вршил притисок врз нивната работа? И јас се прашувам зошто никој не ги повикал. Јавниот обвинител работи под опрен глас. Слушнал. Требало да ги повика. Судија не може да ги повика. Нему е тоа во делокругот на оваа работа. Еве сега сте вие председател на судскиот совет. Сте разговарале со поранешната председателка, например Весна Дамева, кој колешке Дамева вас ви вршеше политичко и бизнес влијание? Сум разговарал. Добро, и кој вршил притисок? Не ми кажа конкретни имиња. Власта е решена да направи сериозни реформи во македонскиот правосуден систем. Дали ова може би го доживувате како своевиден притисок? Притисок како притисок во смисла да влијае на работата, односно не да влијае на работата, да влијае на носење на конкретни одлуки или не знам, не го чувствувам како таков притисок. А дека постои притисокот, мислам, тоа е евидентен. Не може да се скрие, тоа е тука е, постои секојдневно. Дали е заслужен или не е, дали е оправдан или не е, тоа се други прашања. Никој не кажува дека ние имаме судови во држава што немаат ни еден судија. Никој не кажува дека ние од 2020 година сме немале упис во Академијата за суди и јавни обвинители. Таа генерација сега ни заврши, после 5 години. После 5 години ние прв пат добивме нови академци кои што се сега кандидати за да бидат избрани за суди или за јавни обвинители. Дали е тоа вина на судскиот совет? Апсолутно не е. Дали е тоа вина на судството? Апсолутно не е. Дали е вина на судството што постојано не ги добива средствата кои што ги бара и кои што според закон ни следуваат? Бидејќи за да имаш независна судска власт, треба да имаш и независен судски буџет. Но дали е тоа така? Не е така. Господин Камбовски, вака кога слушам, на крај се сведува дека до парите е проблемот, дека ви недостигаат финансиски средства, а јас да ве подсетам дека колку се не донации доби македонското судство, колку се не обуки ви беа држани и на суди, и на адвокати, и на обвинители, па ете на кое ниво ни е македонскиот правосуден систем. Точно е, сме добиле многу донации и тренинзи и обуки од нашите пријателски земји. И верувајте, не е исто судството сега и после тие обуки. Стално има простор за унапредување, меѓутоа не е истото судство. Дошле многу нови генерации. А колку па средства влегуваат на сметка на реформите, ние што сме ги направиле како судови. Доколку овие реформи сега ги направиме, зборуваме за околу 700 милиони евра
кои што државата ќе ги земе, нема судство да ги земе тие пари. Препораките што ние како судски совет ги спроведивме, ќе биде првата транша што државата ќе ги земе тие пари, како награда за успешно спроведена реформа и демократизација. Затоа кажувам, треба многу да се внимава, да не правиме некои решенија кои што ќе не враќаат назад, во смисла сме постигнале некаков напредок, а сега со некои си, не знам, револуционерни решенија па да не се враќаме назад. Треба да бидеме многу внимателни. Кога велите дека треба да се биде многу внимателен и дека не е решение распуштање на судскиот совет, советот на обвинители, вас ве прашувам како прв човек на телото за избори и именување на суди, какви реформи се потребни во македонското правосудство? Какви реформи? Ајде, по некој незначен редослед, безсмислено како што ми текнува. Треба да се направат промени во процесните закони. И граѓанскиот, и кривичниот. Постапките ни траат долго. Траат долго поради лошите законски решенија. Знаете зошто траат исто така долго? Заради тоа што ваши суди со месеци па и со години држаа предмети во фиока. Апсолутно. Кој од нив е пријавен? Кој е пријавен? Странката, ево, ги охрабрувам сите граѓани од државава, сите странки, сите граѓани, и што чуле, еве, и да не се странки во предметот, ги охрабрувам, ги молам да пријават. Ги молам со име, со презиме да кажат, судијата, тој и тој, 2 години предмет ми го чува во фиока. Значи, мора некако да кажат за да можеме ние да постапиме. Мислите, Камбовски, судиите јавна сакаат... тајна беше долго време за случајот со вашиот колега судијата МВБ4 кој го спомнав претходно. Беше... Па ништо во меѓувреме не се преземаше, се додека не беше ставена американската црна листа? Тоа беше грешка на судскиот совет. Тоа беше грешка на судскиот совет. И не го кажувам ова со леснотија, бидејќи не сум бил тогаш член на судскиот совет. Судијата го ставаат сега... на американска црна листа, а вие носите одлука за казнување на дотичниот судија со 6 месеци 20% од плата. И еве го денеска води суди. Мене не ми е сега полесно да критикувам затоа што тогаш не сум бил член на тој судски совет. И сега ако ни се случи такво нешто, јас прв ќе кажам дека грешка сме направили. Господин Камбовски, благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата Тренинг. Благодарам јас. Александар Камбовски, претседател на Судскиот совет. И кај мене ми бобуди многу страф и немоќ, и сватив до каде се наоѓаме, еве, да речеме како на тој еволуциско-едукативен пат како општество, и мене ме болеше нормално. Ја плачев тогаш кога сватив дека што се случува со мојата ќерка, но таа прв заплака, после ја плачев. Она ми бришеше мене толзи, затоа што сватив кај се наоѓаме, кај живееме и колку патот треба да го поминеме и колку ние како родители треба да издржиме ние самите за да го пренесеме факелот на другите родители. Личноста со аутизам поинаку ја доживува околината во однос на просечните луѓе. Тоа влијае на нејзините вештини за комуникација и способноста да се поврзат со другите. Причината за појавување на аутизмот не е позната, но се верува дека играат улога генетичките и факторите на околината во појавата. Точниот податок на бројот на личности со аутизам во Македонија не постои, но според европската статистика се работи за 1% од населението. Меѓу нив повеќе се мажи отколку жени. Аутизмот најчесто се диагностицира во раното детство помеѓу 6-та и 12-та година. Покрај тоа што денес многумина имаат свест за аутизмот, многу малку луѓе разбираат што значи да се живее како личност со пореметување од аутистичниот спектар. Во ово издание на Тренинг гостин е Бојан Шашевски, мој колега, новинар, но и родител на дете со аутизам. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, Гораст. И мило ми е што ме викна за емисија за една ваква тема која што секогаш ускокнувам, нели? Тоа ми е каузата и професионално и лично. Шашевски, кога првпат откривте како родители дека вашата Дарија се соочува со аутизам
И како го менаџирате овој проблем? Фала, Горас, на прашањето. Мислам дека сето започна негде на кај втората година таму. Втората 2,5 години, сега од прилика, кажувам, сега више детето е 10 нешто години, значи се навраќаме едно ретроспективно назад. Видовме кај нега дека повторува работи, има проблем со, ајде да речеме, фокусот со очите, не те гледа во очи, има си прави своји шеми кои што се нели карактеристични за децата што се во аутистичниот спектар, иде на прсти. Значи, некои работи се случува, односно се повторува, што се повторуваат и кај другите деца со аутизам. Нормално спектарот е огромен, можам да кажам, Гораст. Значи, децата, она што се вика, нема ни едно дете исто во спектарот, ама некои работи се повторуваат кај повеќето деца или се слични. И така натаму. И така го тргнавме патот, ќе одиме на диагноза една, нели нормално, на друга диагноза, трета диагноза и така натаму. Почнавме и сами ние да учиме, затоа што претходно, пред да знаеме за состојбата на нашето дете, не знаевме премногу за аутизмот. Верувам дека е така и кај другите родители. Знаете за аутизмот што се случува кога ќе го добиете кај себе, нели? Во своето семејство, кај своето дете, кај својата роднина, кај својот пријател и така натаму, и тогаш почнувате повеќе да учите за самата состојба, да читате, да го одите оној целиот едукативен и здравствен пат, нели, што секој родител го оди, и ние го изодевме. Сакале и некеле, моравме да го изодиме и сега знаеме многу работи. И затоа ја се појавуваме по телевизии, се појавуваме по медиуми. Верувам дека и сите родители кои што го имаат сето тоа, сакаат, тераат таа кауза за своите, не само за своите деца, за целата заедница, за целата посебна заедница, за да може да ги научи овие работи, а после тоа целата таа заедница, па и пошироката заедница да научи, и нели да дава крилја понатаму на целиот процес и целиот процес да се доразвива, да учат и другите и така натаму и така натаму. Како вие како родители ја примивте информацијата кога прв пат разбравте од лекарите дека вашата ќерка е дете со посебни потреби? Да, не е лесно. Мислам, како да кажам, ниеден процес не е лесен. Јас лично, според она што го читав, според она што го знаев, според она што го насетував, до негде више скоро и да ми беше јасно, беше тоа некоја потврда. Потврда професионална, потврда од професионално, нели, лице, од медицинско лице. Потврда која што, нели, нормално беше тешка затоа што Горас низ глава ти поминуваат многу работи, целиот животен пат дека ќе ти се смени, целиот професионален, личен план, ако некаков план, целата идеја за себе си, ќе ти се смени затоа што знаеш дека со детето мора да поминуваш посебен образовен пат, посебно што живееш во Македонија, нели? Ги знаеш негде какви се условите и какви живееме и колкав е развојниот пат на општеството, едукативниот пат и така натаму, менталитетот на луѓето, условите и така натаму, државните, систематските проблематики, така да тоа беше еден тежок период за нас, ама се впуштивме. Предпоставам дека да се биде родител на дете со аутизам е голем предизвик. Кои се пред се за вас како родители предизвиците со кои се соочивте во семејниот живот? Во семејниот, ајде да почнеме пред да влетаме на семејно, па после на систематско ниво. Семејно ниво се привикнувате на самото дете. Значи, оној живот што сте го имале претходно, не да речем заборавите, но треба да го ставите на страна, нели? Да се навикнете како да ги поставувате работите дома, бирото за работа, не знам, да се навикнувате дека постојано ќе станувате за детето, затоа што детето може да биде помалку или повеќе хиперактивно, шета низ станот, врти цело време, каде што прави сега моментално кај отишло, па да целата соба или просторија се претвори на една огромна галерија на цртежи долу на подот, на зидот, на порафтовите, на секаде околу. Нормално, тоа се манифестира кај повеќето деца, но
тука има една хиперактивност и тие сигнали, и тие цртежи, тие визуализации што детето ги прави, си помага самото себе, затоа што така комуницира со надворешниот свет. Со тие сигнали нејзи се потребни за да она го восприми целиот свет, затоа што она живее во свој свет, така наречено, нели, аутистичниот спектар децата живеат во светот и се потребни сите тие сигнали за да комуницира со околината. Едно ваше потресно сведоштво ми остави впечаток пред одреден период. Напишавте: со ќерка ми бевме на Лулашки во парк, семејства со деца на секаде. Дарија се уште не може да им врати, има аутизам. Ја гледаа како се радува на вртелешката, како изразува радост со рацете во вис. Дарија продолжи да се смее и вика гласно. Така артикулира задоволство. Убаво е. Беше во друштво. Децата пробуваа да зборуваат со неа, но сега полни со себе. Зошто не зборуваш, ма? Абе, ова е ретардиран. Ха, ретардирана е. Тима ретардирана ли си? Зошто не сакаш да зборуваш? Уште ли не зборува? Смеа и викање од околината. И децата, родителите молчат. Зборот ретардиран, што го употребија децата на Дарија, ја го слушам секојдневно меѓу нас. Значи, јас работам во младински медиум, работам меѓу младите, го слушам, но не само меѓу младите. Го слушам секаде меѓу луѓето кои сакаат некој да означат на некој начин. Тоа децата го слушаат, го примаат. Сега што добре. Го примаат децата и го повторуваат Дарија на Лулашки, во школа, на големи одмори, на екскурзии и така натаму, каде што сите се дружат меѓу себе и се задеваат меѓу себе, нели? Децата се задеваат, независно од нивната типичност или атипичност. Децата се задеваат и кај мене ми бобуди многу страф и немоќ, и сватив до каде се наоѓаме, да речеме, како на тој еволуциско-едукативен пат како општество, и мене ме болеше нормално. Ја плачев тогаш кога сватив дека што се случува со мојата ќерка, но таа прен заплака, после ја плачев. Она ми бришеше мене толзи, затоа што сватив кај се наоѓаме, кај живееме и колку патот треба да го поминеме и колку ние како родители треба да издржиме. Ние самите за да го пренесеме факелот на другите родители и понатаму за да може да се развива, за да оно што го реков еволуциско-едукативен пат, за да може да динамиката на тој пат да може да се развива. Сеќате, дека ние работи у нашиот животен век нема можеби толку да ги смениме, но ќе треба и некој друг да ги сменува. И тоа е многу тешко, ама тоа е тоа. Нели, идемо дале, што викам. Како да се премостат овие стереотипи во општеството? Па мислам дека со тек на време горе се премостуваат. Знаеш, на пример, децата да се учат на емпатија, на толеранција, во самите школи инклузијата да се зголеми, знаеш, она што викам да се мешаат порано децата, што викаат тоа да не биде инклузија, затоа што инклузија само на хартија или збор, нели, што ни се допаѓа, ни е допадлив да биде, туку тоа да стане инклузијата, да стане живот, да не го викаме инклузија, туку да стане норма, пракса, односно принцип наш, нели, животен принцип на мнозинството, на заедницата, на општеството, како сакате. Кажа така. После тоа, родителите и самите имаат голема улога, целиот образовен систем има голема улога, нели, кога децата од 4, 5, 6 години кога ги добиваат оние. Кога учат што е заедница, што е другарче, што треба што осекам кој другарчето, како треба да се однесувам, тука треба исто работи. Како Дарија беше прифатена во училиште? Па Дарија првата година кога почна Дарија да оди, првата година беше кога почна новиот систем на инклузија, односно кога во основните школи почна новиот образовна асистентија, новиот систем. Тогаш требаше да добиеме асистент или асистентка одма, но не добивме. И мојата сопруга, тогашна, односно екс-сопруга сега, мораше со Дарија заедно да оди во школу, затоа што институциите, иако требаше да добиеме асистент или асистентка, не добивме. Односно, ако беше неведена, значи досташе процесот. И мојата екс-сопруга буквално со Дарија беше во училиште, ја држаше за рака, значи она практично и глумеше асистент. Значи, со тоа имаше проблем со работодавач, нели? Затоа што мора, ако седиш со школата со Дарија, мора да отсуствува од работа, така?
Така да мораше да го организира своето време за да му даде на своето дете она што му треба, затоа што системот во тоа време, во тој момент не го добивме оно од системот што требаше. Шаршевски, од еден предизвик, а тоа е Дарија да се вклучи во македонското општество, такво какво што ние, со низа на предизвици, стереотипи, предрасуди кои постојат, сте се соочили со друг проблем, а тоа е разделбата помеѓу вас и вашата сопруга. Како тој момент го прифати Дарија? Па мислам дека тој процес мислам дека беше лесен процес, особено што со сопругата беше спогодбен процес со сопругата и ние рековме дека дури пред да се разделиме више знаевме ние дека ќе се разделиме, но рековме дека мораме први неве да го тераме процесот со Дарија, да научиме што се дефектолози, што се логопеди, како да го тераме тој процес, значи фокусот мораше да биде први на нега и кога го отпочнавме тој малку пат, кога научивме или нормално учиме цел живот, ама кога почнавме да учиме што е инклузија, што и треба на Дарија, како треба у школа, како треба у градинка, се поврзаме со таа посебна цела заедница. Кога видовме дека почнаваме да се поврзам, ајде сега и нашето прашање да го решаваме сега, затоа што Дарија, детето беше поважно од нашиот развод, сега од нашиот однос. Ние ќе го решиме нашиот однос. И верувам, многу беше добро што останавме и сме другари и пријатели со мојата бивша сопруга и ги решаваме работите. Знаеш, некогаш е тешко гора седиш, навечер седиш и си мислиш што можам да направам јас. Ти можеш да направиш оно колку што знаеш, оно колку си капацитетен, оно колку што се научил. И Како на пример го долувате кога некој ќе се исме на неа лично? Кога ќе ја навреди? Но на друг ќе го сваќа како од мене. Дури некогаш она поладно го сваќа или по-неладно зависи од ситуацијата од колку мене. Јас различно ги сваќам. Ја може да сум поемотивен од меа, поемпатичен. Она е можеби дури од некои ситуации и поладна спрема другите. Зборам за ладност, онаа што е потребна за да не влегуваш во конфликти, за да не вракаш на другиот, нели? За да не биде зап за зап, око за око, сегаш што можеби што го носиме од нашите предци, таа традиција што не убива наши, што создава колеж наоколу, можеби она е попаметна тие работи, сегаш да изборам. Затоа што она добива што и треба, колку и треба, дури и за некој начин можеби мала има себичност, дозволена и потребна себичност за тие работи. И јас се нервирам сега, што да правам, како да однесам у школа, па што ќе биде таму школа, па има ли асистенти, нема асистенти, нели МКФ службите, па каква проценска ќе направат со МКФ службите, па што е со ресурсните центри и така натаму, што е со тие во зградата, што е со кучињата наоколу, што Дарија се плаши од кучиња, па како да се однесувам јас со кучињата, па да ја учам дека не е страшно тоа, он има набиено страх, на пример од кучиња. Сега ја морам да ја учам дека еве, дојди тука, пробај, ајде ќе ме полиже мене кучето, ќе се гушнам со кучето, дојди тата со кучето, дојди тука. Мора да ги исто верувам како и секој родител што пробува да го сврзува своето дете, да го припреми своето дете за сите предизвици и тешкоти, топло, ладно, дожд, сонце, моменти, пробуваме и ние. Сега можеби ајде да речеме нивото е различно, но работите ги учиме, мора ние да ги правиме. Да, тешко е, поише некојаш не се спие навечер затоа што децето е хиперактивно, затоа и се потребни различни работи, па не знае да каже за одредени работи, па не знае што му е, па тешко е, па плачеме, се смееме заедно, плачеме и сите тие работи. Ама мора да го тераме тој процес, што немаш друг избор. Јас затоа викам, ние гора што го тераме, јас ги замолувам и професорите, асистентите и сите што се луѓе што се влезени во целиот инклузивен и интегративен процес. Да речеме, мора да ги учат тие процеси. И мора да создаваат и да создаваме ние како општество, сакали или не,
емпатија, толеранција, пракси, културни исто пракси и така натаму кон ваквите деца. Затоа што на крај крајва зборам за културните пракси. Ќе се навратам на Билјана Димитрова, на која се поклонувам од колектив Ветерници партизанска штампа. Она долго време работи со деца со атипичен. Она го водеше и првиот диригент на првиот инклузивен хор во Скопје, она го има. Она секогаш ми вика, мораме да научиме дека тоа се атипични или типични деца заедно да работат. Значи културни пракси каде што општеството ќе ги земе како активни творци, како активни чинители, како и критиката ќе ги прифати како такви. Ме свегаш, они нема само да видат типични ќе излезат на представа, ај ние ќе им даеме аплауз за да ние се осетиме поубаво и сите на кај дома и приказната па не. Не, ќе им даеме критика колку можат, не можат, за да тие излезат од стакленото звоно на општеството, излезат од стакленото звоно на родителите, сегаш и самите ќе ги откријат своите потенцијали, а после општеството ќе ги земе тие потенцијали и ги преуреди каде треба, по работни места, по дневни центри, по места каде што они ќе може да се развиваат и ќе допренесуваат, а нема да правиме од нив, значи ќе правиме активни створци, а нема социјални случаи да правиме од нив. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето. Ми беше пријатен разговорот. Благодарам што ме повика за гостинја. Можам многу сати да зборам на темата, ама ми е мило што можеме да збориме за оваа тема, многу важна и за оваа кауза. Бојан Шашевски, новинар и родител на дете со атипичен развој. Значи едноставно повторно труваме, значи имаме нека многу сулуда представа дека грбот треба да биде направен од единечни символи кои што ние ги прецепираме како некои национални или символи. Тако нешто не постои. Реков уште еднаш, грбот е грб на државата, на апаратот. Во тек сме на нова дебата за изгледот на македонскиот државен грб и негова промена. Зошто досега парцијално го менувавме изгледот на така наречениот социјалистички грб? Дали со промената на државниот символ ќе следува измени на што туку променетите лични документи, пред се пасошот? Доктор Јован Јоновски, професор и основач на Македонското хералдичко друштво, добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. Господин Јоновски, како вие гледате на идејата промена на грбот, а веројатно би одела во пакет со химната? Прашањето за грбот датира уште од многу поодамна. Уште со осамостојувањето на Македонија 1991 година, целата јавна дебата е дека грбот треба да се усвои. Уставот од 17 ноември 1991 година не ги внесува символите во Уставот, затоа што се уште не се готови, туку спомнува само дека треба да се донесат со двотретинско мнозинство и Уставниот закон вели дека ќе се донесат за 6 месеци. Ниту знамето, ниту грбот не беа донесени во тие 6 месеци. И тоа е еден процес кој што обстојува уште од тогаш. Пасошите наши долги години беа без грб. Во очекување дека прашањето ќе се реши. Значи, прашањето на грбот е отворено уште од самиот почеток на осамостојувањето на Македонија со овие моменти што ги спомнав, така да практичко Македонија добива грб дури 2009 година. И на македонскиот грб практично, значи легално никош нема ни звезда. Како да се направи култура на почит кон државните символи? Сите символи се градат. Значи нема символ кој што е даден сам по себе. Тоа го гледаме во историјата на многу други држави, каде што прашањето на државниот грб треба да се гради. Затоа што во основа самиот државен грб е нешто кое што е донесено од елитата. Дали ќе биде тоа благородничка елита, дали ќе биде тоа некоја политичка елита, се донесува грб и потоа треба да се гради самиот однос. Ако се сеќава, најдобар пример е нашето знаме. 95-та година кога е донесено знамето, никој не го сакаше.
сите го зборува како вентилатор, општините кои што беа водени од ВМРО не го ни сменија до крајот на до локалните избори. Сега ако го видиме, ситуацијата е прилично променета. Значи ни требаше долго време да почнеме тој символ да го доживуваме поинаку. И тоа е исто со сите символи. Добро, каков грб на Македонија, државен грб, е потребен за да го отсликува мултиетничкиот карактер? А при тоа никој да нема забелешка. А нема такво нешто. Значи не постои грб кој што што прикажува мултиетничката состојба во смисол на тоа дека треба да биде збирштина на символи. Југословенскиот грб е првиот случај каде што ние имаме представување. Значи, почетно кога е донесен 43 година, има 5 факели, изразувајќи ги 5 народи кои што стојат во него. Потоа со признавањето или препознавањето на муслиманскиот народ, стануваат 6. Но никаде не пишува кој факел е на кој народ. Значи, и Белгија е мултиетничка, и Швајцарија е мултиетничка, федерација се со кантони се. Така, но грбот е еден. Каде се истражува? Во времето на Александар Македонски, значи, во отоманството, во традиционалните релјефи, реки, води, планини, животни, значи, прашањето, тука мораме да го поделиме. Значи, дали стануваме за символот кој што е употребен, или станува збор за грбот. Затоа што символите кои што ги имаме, дали ќе станува збор за сонце, дали ќе станува збор за орел, за лав, не знам, за грифон, тие може да ги бараме од почетоците на цивилизацијата, може да ги бараме насекаде. Ако зборуваме за грбови, така, грбовите поврзани со Македонија, ние почнуваме да ги бараме во средновековна Европа, во изворите на средновековна Европа. Значи, таму станува збор за перцепцијата на Европа, во таа своја алегориско сваќање на нештата за големите јунаци, за големите земји, кои што се, уште да речеме, почетокот од 13 век. Во едно ваше подалечно интервју, ќе ве цитирам, поделеноста и политизирањето се пресилни за да се направи и гради символ за државно обединување. Ние немаме и домашно воспитување за поклон пред символите на државност. И сега како да се интегрира, например, орелот и лавот. А зашто да се интегрира орелот и лавот? Значи, едноставно, повторно тргуваме, значи имаме нека многу сулуда представа дека грбот треба да биде направен од единечни символи кои што ние ги прецепираме како некои национални или символи. Тако нешто не постои. Реков уште еднаш, грбот е грб на државата, на апаратот. Ние во самата интерпретација на грбот можеме да дадеме што значат символите. Господин Јоновски, кога се зборува околу можноста за промена на државниот грб, се говори за цел пакет на измени, а тоа е химната, знамето, уставни промени со што би се редефинирала позицијата на албанците. Тоа е политичко прашање кое што парламентот го донесува, јас тука не би можел да коментирам. Како вие гледате химна без текст? Како гледам химна без текст? Можам да ја слушам само без текст. Химната, тоа е работа, одлука на парламентот. Значи, прашањето е дали химната без текст ќе го реши проблемот, затоа што химната зборува за македонци. Македонците се борат, така. Таму не ни кажува што се македонците и кои се македонците. Пасошите наши пишува дека ти си македонец, дробна црта и така натаму. Таму македонец не подразбира етничка припадност. На албанците не пишува албанец цртичка граѓанин на Република Македонија и така натаму. Значи, ние мораме да сватиме дека една работа е граѓанството или националноста, не сватена во етничка варијанта. Националноста е нашиот однос кон државата и односот на државата кон нас. Што ни е пасошот? Тоа е нашата националност, а не етничката припадност, затоа што етничката припадност практично најчесто многу мал се менува во тој државен апарат.
Пошто јас колку што знам нема држава во Европа која што има еден данок за фламанци и еден данок за другите. Господин Јоновски, дали треба токму сега да се менува државниот грб на земјата? Тоа прашање е филозофско прашање. Дали треба или не треба. Тоа ние од 91 година навака го слушаме истото прашање. Сега не е времето. Кога ќе биде времето? Дали треба да биде времето? 2014 година беше готово. Значи грбот ќе беше усвоен, но за жал почна одзивите од бомбите, ситуацијата се смени на скроз друга работа. Да не беше тоа, сигурно ќе беше усвоен веќе грбот. Но зошто токму сега се иницира таа тема? Што препознавате ли некоја позадина за цела оваа Затоа што е отворено прашање, треба да се реши. Следите трени гостин во емисијата Хералд Јован Јоновски. Професоре, што е Хералд? Титула, старешинство во друштво на гробословно символи. Што означува? И едното и другото. Значи, мојата титула во Сдруженијето е главен хералд, ние имаме уште двајца хералди, и главен хералд е исто позицијата на председателот на Сдруженијето. Од една страна, да, хералд е и титула, но хералд е и звање, или професија, како да речеме. Иако јас не сум професионален, пошто не може од хералдика Се да крие живее. некаква мистика за целото? Не, едноставно, ако земеме историски, хералд е назив на оние кои што се занимавале со процедури, со протоколи во рамките на, зели зборуваме средовековна Европа, со разни церемонии, кои што е се уште останато само во Обединетото кралство, но и со хералдиката, односно со грбовите, со најавување на грбовите на турнирите, пописување на жртвите после војните и така натаму. Дали со промената на грбот повторно ќе ни следува и промена на патните исправи, вклучувајќи тука пасош, лична Очигледно карта? да, нормално, само тоа е прашање на динамика, дали тоа мора до утре да се направи или со истекувањето на документите, што би било најреалната варијанта. Затоа што нема потреба веднаш да се направи тоа. Господин Јоновски, на крајот, имате вака представа како би требало да изгледа новиот државен грб? Значи, процесот не е отворен. Немам никакви информации кои што се во кои правци. Значи, она што е битно е дека Македонија има доволно хералдичко наследство од кое што може да се избере грб. И лавот е еден што се од најчестите, зборено историско, но имаме и други символи кои што се помалце застапени, исто така и на грбови, и во нашите истражувања имат покажано дека освен лавот може да е грифин, значи во германската идеја за Македонија, не зборам германската сега, што зборувам за германскојазичните од Светата Римска империја, тука е символ со 3 круни или со 3 звона, потоа имаме јарец, има, значи, доволно богато, како да речем, богато истражено културно наследство, од кое што можеме да изнајдеме хералдички грб. Лав, орел, Александар Македонски. Па, орелот не е толку многу застапен, така да не гледам како ќе биде. Александар, значи, зборуваме за европската идеја за Александар Македонски. Значи, не зборуваме за Александар Македонски, кој што се родил таму 3 века пред нашата ера. Значи, не е тоа директно поврзано, затоа што Александар немал грб, хералдиката е од 12 век и е одраз на европските процеси кои што стануваат, од кои што ние дел стануваме малце подоцна. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Со третиот вечерашен соговорник го затвораме и ова издание на ТВ магазинот Трилин. Довидување до идниот петок во исто време.